Имам особено задоволство денеска да присуствуваме на отварањето на новите адаптирани всушност простории за целодневен престој. Еден исто така многу убав проект со кој мислам дека сите ќе се гордееме. Знаете, минатата година почнавме со еден вид пилот програма, односно пилот проект за целодневен престој во рамките на клон 2 градинката. Се покажа дека е многу потребна една мерка и една голема потреба на нашите сограѓани, децата да бидат згрижени во периодот кога тие се со ангажмани, работни ангажмани, и еве се адаптираа нови простории, оние простории кои што порано ги користеше средното училиште Јахја Кемал, а всушност кои пред тоа беа градинка, значи се правени типски, онака како што треба по сите норми за ваква возраст, за детска возраст, така да со една адаптација, потполнување на некои работи кои што овде фалеа, направивме напор овој центар за целодневен престој да го прошириме на поголем капацитет, оти очигледно има таква потреба. Минатата година некаде околу 50 на деца почнаа со оваа пракса и родители. Оваа година веќе околу 120 дечиња ќе бидат збринети во овие простори и мислам дека и интересот ќе биде и уште поголем. Со нетрпение го очекуваа родителите. Јас сум особено горд што овој проект ни се вклопува во оној опсежен наш општински проект во нашата програма, кој што подразбира концепт на грижлив град или Струмица грижлив град. Покрај детската заштита, покрај заштита на децата, односно помагање на подобар, поквалитетен едукативен процес на децата во образованието, се проширува понатаму со следен чекор за повозрастните категории и тука веќе имаме една апликација до Министерството за труд и социјала, морам да ја спомнам, која покрај најмалите категории кои секако се темел и најголемото богатство на нашата општина, сепак се грижиме и за постарите категории со тоа што ќе понудиме одредени услуги и сервиси кон најстарата популација со цел да им го олесниме животот во по напреднатите години.